денешниот свет исполнет со брзи промени и бројни предизвици, иновациите добиваат се позначајна улога во економијата. Клучни се за незиниот раст, развој и подобра конкурентност на глобалните пазари. Неопходни за подобро задоволување на општествените потреби, за креирање подобри работни места, подобро здравство, градење позелено општество и подобрување на квалитетот на животот воопшто. Токму затоа, секоја држава, а особено Европската Унија, се труди преку внимателно креирани иновацијски политики и инструменти да го поддржи развојот на иновациите и нивното полесно пласирање на пазарот. Сето тоа во насока на долгорочен просперитет и напредок. Како мощен значаен елемент за поглавието 20, во ова едукативно видео ќе зборуваме за иновациите и ќе обработиме накратко темата иновацијска политика. Што е иновација? Нешто ново, подобрено, нешто кој има употребна вредност, бидејќи е применливо во решавање на одреден проблем, и нешто кој има комерцијална вредност и пазарен потенцијал. Но иновацијата е многу повеќе од она што се случува во истражувачките лаборатории и затоа не треба да се поистовети со термините. Пронајдок или креација, дизајн. Иновациите може да се случат насекаде, да представуваат новост за една компанија, за одреден пазар или индустрија, или пак новост за целиот свет. Но, во зависност од тоа што е предмет на иновацијата, ги разликуваме следните главни видови на иновации. Иновација на производ, иновација на услуга, иновација на процес, маркетинг иновација, иновација на бизнис модел. Иновацијски политики и инструменти на Европската Унија. Веројатно најголемиот предизвик за Европската Унија и незините земји членки е да усвојат стратешки пристап кон иновациите. Пристап во кој иновациите се цел, каде сите инструменти, мерки и фондови се дизајнирани за да придонесат кон повеќе иновации, каде националните и регионалните политики се тесно поврзани, а носителите на одлуки од највисоки до најниски нивоа ја следат стратешката агенда и се залагаат за незино успешно спроведување. Па во тој контекст, меѓу директните и индиректни иновацијски политики и инструменти на Европската Унија, ќе ги споменеме Стратегијата Европа 2020, која цели кон умен, одржлив и инклузивен развој, Иновацијската Унија, како една од незините 7 клучни иницијативи. Понатаму, стратегиите за паметна специализација, со регионален опсек и широк поглед на иновациите, кои како тема подетално ќе ги обработиме во едно од следните едукативни видеа. Стратегијата Европа 2020 со своите цели во однос на вработување, истражување и развој, климатски промени и енергија, образование, надминување на сиромаштијата и социјалната исклученост, позадински таргетите. 75% од луѓето од 20 до 64 годишна возраст да се вработени. 3% од бруто домашниот производ на Европската Унија да се инвестира во истражување и развој. 20% пониски емисии на гасови, 20% од енергијата да доаѓа од обновливи извори на енергија, 20% пораст на енергетската ефикасност. Европските програми кои се фокусирани на иновации се Хоризонт 2020 за истражување, развој и иновации, Косме, Креативна Европа, Еразмус, социјални промени и иновации, раст, работни места, социјална кохезија, инфраструктурно поврзување на Европа, а дебатата во однос на новата ФП9 програма е особено актуелна во последно време. Главни концепти на иновацијските политики поврзани со иновацијската политика на Европската Унија. Бидејќи иновациите се клучен елемент за модернизацијата на европската економија и главен фактор кој ја определува конкурентноста на европската индустрија, Европската Унија во последните декади се обидува во своите иновацијски политики да вклучи повеќе концепти како модел на троен хеликс или Triple Helix, систем на национални иновации, National Innovation System, концепт на отворени иновации, Open Innovation Model и останати концепти кои вклучуваат мултидисциплинарни знаења како четворен и петорен хеликс, Quadruple and Pentacle Helix. Развојот на овие иновацијски концепти покажува всушност дека за навистина успешен иновацијски процес потребна е меѓусебна соработка помеѓу сите актери, истражувачи, граѓани, носители на одлуки, бизнис, универзитети, асоцијации и организации. А кога сите тие заедно соработуваат за да се одговори на потребите и очекувањата на општеството преку иновацијски процеси, велиме дека станува збор за одговорното истражување и иновации. Responsible Research and Innovation. Дизајн на иновацијска политика за мали и средни предпријатија и права на интелектуална сопственост.
Која е улогата на правата од интелектуална сопственост во дизајнот на иновацијски политики за малите и средни предпријатија, МСП? Малите и средни предпријатија се клучни за развојот на економијата поради нивниот голем број, придонесот кон бруто домашниот производ, генерирањето на нови работни места и извозната и иновативната ориентација. Тие ги користат правата од интелектуална сопственост во функција на иновациите. Патенти, индустријски дизајн, трговски марки, авторски права, брендови и бизнес тајни. Неопходни се заради знаењето кое го носат и стават во употреба, но и заради знаењето кое допрва ке се стекнува. Сепак, статистиките говорат дека малите и средни предпријатија се соочуваат со значајни бариери за ефективно користење на интелектуалната сопственост, што секако се одразува на користењето на нивните иновативни и креативни способности. Пошироката развојна рамка за малите и средни предпријатија треба да има предвид решенија како да се охрабрат и како до поефективно користење на системот за заштита на интелектуалната сопственост и користење на права од интелектуална сопственост, како до квалификуван персонал, полесен пристап до технологии, меѓународна соработка и иновацијски проекти. Во европски рамки постојат бази на податоци кои даваат доста корисни информации за регистрирани брендови, заштитени дизајни, база на патенти или пак корисни алатки како калкулатор на трошоци за заштита на дизајн. Онлайн обуки за интелектуални права на сопственост за мали и средни предпријатија. Мониторинг и евалуација на иновацијска политика. Темата за мониторинг и евалуација на политики ја обработивме во првото едукативно видео. За значењето од примената на овие два важни процеса, веќе ги дадовме одговорите кои се применливи и за иновацијските политики. Предизвиците за дефинирање на соодветни индикатори и цели и нивно следење се секако важни прашања, на кои треба да се обрне посебно внимание заради успешно мерење на перформансите при спроведувањето на иновацијските политики, носење информирани одлуки засновани на докази, како и за подобра отчетност. Ке го споменеме Европскиот иновацијски скорборд како мощна корисна аналитичка рамка која возможува компаративна анализа на иновативните перформанси во земјите членки на Европската унија, како и останатите европски држави и соседи од регионот. Преку калкулација на индикатори за иновативност се рангираат државите и се проценуваат релативните силни и слаби страни на нивните иновацијски системи, помагајќи им да ги идентификуваат областите за понатамошен развој. Останати корисни бази на податоци кои помагаат при следењето и евалуација на иновацијските политики нудат Евростат, Светска банка, ВИПО. Националната рамка за иновацијски политики. Во Македонија во моментот Националната рамка за иновацијски политики ја сочинуваат План за економски раст, Програма за економски реформи 2018-2020, Национална стратегија за конкурентност на македонската економија 2016-2020, Стратегија за иновации на Република Македонија 2012-2020, Национална стратегија за мали и средни предпријатија 2018-2023, Среднорочна програма за работа ФИТР 2018-2020, Стратешки план за работа на Министерството за економија 2018-2020, Програма за конкурентност, иновативност и предприемништво, а во подготовка се Индустријска политика на Република Македонија, ревизија од Министерството за економија, Стратегија за паметна специјализација од Министерството за образование и наука. За крај би потенцирале дека граѓанските организации самите имаат навистина голем придонес во повеќе аспекти поврзани со успешното креирање, спроведување, следење и евалуација на иновацијските политики. Останете будни, следете ги потребите и трендовите во општеството, лобирајте, подигнувајте ја свеста, јакнете ги човечките ресурси, истражувајте континуирано и иновирајте за подобар квалитет на животот за сите.